Од каде се појави потребата да се дебатира за културата на распродажба и таа дебата од крајот на 2018 година, од тие текстови и разговори да ја преточите во зборник кој деновиве го промовиравте и носи наслов Културата на распродажба? Сакавме кај нас да фатиме чекор во светот на македонски јазик, да објавиме зборник кој произлезе од една прекрасна дебата за многу аспекти на ова прашање. За културата денес, колку е таа соголена од својата суштина под влијание на сите тие трендови на комерцијализација и конзумеризам, каква е состојбата кај нас во однос на глобалната слика и слични прашања. Како и каде ги препознаваме примерите на комерцијализација и консумеризам во домашната културна продукција? Сведоци сме на наплив од хиперпродукција една во сите сфери на културата, која што не секогаш носи квантитетот и квалитет. Тоа се случува во издаваштвото и во другите области, затоа што профитот станува цел, наместо културата да се употреби само како едно средство, меѓутоа покрај профитот таа мора да остварува и некаква повисока цел, да има некаква естетска функција која што ја задоволува. Од тука не може бестселер листите да бидат единствен репер за вреднување на културата. Културата мора да се вреднува по некои други аксиолошки параметри. Може ли еден културен продукт да ги зачува вредностите, а во исто време да биде и примамлив како стока на пазарот? Па тие не се спротивставени нужно едни на други. Добра уметност знае да носи голем профит, тоа, не знам, во историјата на уметноста, например, земете ги големите имиња од канонот на историјата на уметност, тие се продаваат за високи цени и тука нема ништо спорно. Ќе повторам, спорно е ако профитот е единствена цел на културата. Каква е положбата и иднината на културата, имајќи предвид дека живееме во време на неолиберален капитализам? Тоа е еден широк сплет на околности кои што ги вклучуваат медиумите, целата таа потреба од спектакл, од некакви икони на потрошувачкото општество кои што сакаат да ни продаваат и култура, од кичот, спектаклот, значи на површност на повеќе нивоа која што се присликува во областа на културата, се разбира. Наспроти неа, кај нас во Македонија, јас тврдам дека се создава и одлична уметност во повеќе сфери, дека имаме, можеби е повеќе тоа во некоја, вие не рекла некаква културна герила, меѓутоа навистина има квалитет, кој за жал него добива своето заслужено место во општеството. Треба да изградиме критериуми по кои ќе ги вреднуваме нештата во културата. Јас ви благодарам за разговорот, Ана. Благодарам за интересот.